Луѓе, која е? Озбилно, која е? Здраво, јас сум Филип, вие гледате Инстант Вести, први македонски Инстаграм вести на Инстаграм. Колку пати кажав Инстаграм, немам ни поем. Ке се запрашате што се случува моментално во светот. Мада ви Русија започна војна во Украина. Или како што некои викаат, се случува специјална воена операција. Ова резултираше со милионски раселени украински државјани. Некој спасот го бараа преку внатрешното раселување, а според бројките на Обединети нации, над 3 милиона луѓе побегнале во странство. Многу украински градови се под руска опсада, а руската армија гарантираше детска болница во градот Мариупол. Во нападот загинаа повеќе деца. Во Русија се одржуваат антивоени протести, а жителите кои присуствуваа ризикуваа повеќегодишна казна затвор. Антивоени протести се случуваа низ повеќе градови во светот, како и во Скопје. Stand with Ukraine! Stand with Ukraine! Stop war in Ukraine! Stop war in Ukraine! Во меѓувреме, светот го цензурираа Чајковски и Достоевски, а руските жители се соочуваат со разни санкции, како на пример немање Netflix, рестрикции за TikTok, немање Coca-Cola и глобални платежни картички. Во Русија поради војната веќе нема и Макдоналдс. No, God! No, God, please, no! 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 Војна, пожар во една од зградите околу нуклеарната централа во Запорожје по гранатирање на руски воени сили. Втора сезона на Чернобил. Пандемија. Еј, пандемија. Пандемија. Иако веќе не е во фокусот, ковидот се уште е меѓу нас. Сепак, за влез во трговски центри низ земја веќе не се неопходни ковид сертификати, одлучи владата на седницата на кој беа прифатени предлозите на кризниот штаб за справување со COVID-19. Од владата соопштија дека и понатаму ќе остане обврската за задолжително носење заштитни маски за влез во моловите, додека обврска за задолжително поседување на COVID-19 сертификат останува за влез во гостителските објекти во составот на трговските центри. Шопинг, кажи ми како ми стои ова. Спуштајќи се со костум по Пелистер, советникот Иван Чулаковски во име на Битолската независна листа поинаку побара детското одморалиште Пелистер да биде отстапено на користење на општина Битола. Со ова од поинаку бараат да се вратат децата на Пелистер на зимување, летување, настава во природа, екскурзии, семинари и излети. Бомбона. Чулаковски трета година поред се спушта по костум од врвот на Баба планина. Каква опрема, какви глупости, по костум. Родители побараа да се оформи работно тело од родители и родителски организации во Министерството за образование и наука, кое ќе ги решава проблемите кои произлегоа од концепцијата за основно образование. Ова е барање на иницијативата Учебници и настава мора да има, чии представници се сретнаа со министерот Јетон Шакири. Пролетта скоро започна, птиците ќе пропеат. Мир наместо војна, насмевка наместо оружје, љубов наместо уништување. Ова е дел од универзалните мировни пореки, повторно актуализирани со ситуацијата во Украина. Нив ги искажаа средношколци од гимназијата Никола Карев во Скопје. Во просториите на гимназијата се закачени токму вакви пореки, а учениците од прва и трета година маршираа во име на мирот, слободата и љубовта за сите деца на светот. Мировниот марш се движел по пешачката патека на булеварот, партизански одреди до Ситимол, назад по патеката до Лептокарија, а младите се задржаа на платото, па предложија до училиштето. И 8 март, да знаете, се слави секој ден. Секој ден. Секој ден. И така, од предвлада па се до парк Жена Борец во Скопје се маршираше под мотото "Сиромаштијата има женско лице". Активистките упатија порака дека и покри тоа што жените се еднаква половина од населението во државата, тие се уште не уживаат еднакви права во речиси ниту еден аспект од нивните животи.
Побарана беше поголема родова застапеност, а маршот беше посветен на текстилните работнички кои останаа без работа, за жените од руралните средини без јавен транспорт, за жените со попреченост, за ромките кои немаат пристап до услуги за репродуктивното здравје, за жени што вршат неплатена домашна работа, за жените жртви на насилство. Дополнително, во духот на 8 март е секој ден. Проверете ја втората епизода на Фема Муабети, каде раскажуваме 6 приказни на жени борци. Секој ден е 8 март! Фиданка во однос на културните практики во земјава. Кога македонското интернет поврзување доживуваше експанзија во 2007 година, во онлайн просторот се појави првиот македонски подкаст, Гроздановиот подкаст на поранешниот новинар Гроздан Попов. Радио МОВ направи времеплов низ македонските подкасти, од почетокот па се до сега. Бендот Дивоградба го објави својот прв истоимен албум составен од 5 песни. На него работеа Лука Јовановски и Андри Димовски во соработка со Раде Биковски. На албумот може да се слушнат песните Пешки на ке дома, Прашина, Свирни 3 пати, Анимирано месо и Не сакам. Ја слушаме Пешки на ке дома. Две години откако создаде платформа преку која се следеа потоците на COVID-19 низ светот, 19-годишниот Ави Шифман своите вештини ги фокусираше на друг проблем во војната на Украина. Шифман веднаш по почетокот на нападите врз Украина дошол на идеја да понуди некаква помош за жителите. Заедно со неговиот колега Марко Бурстајн го креира ukrainetakeshelter.com, вебсайт кој ги поврзува украинските бегалци со оние кои нудат сместување за нив. Било кој низ светот може да се вклучи на платформата и да понуди сместување. Браво, дечки! Браво! 19-годишниот Джек Свини, кој се прослави затоа што на социјалните мрежи го следеше приватниот авион на Илон Маск, сега ги следи авионите на руските милиардери или олигарси. Тинејџерот, по воената инвазија на Русија врз Украина, покрена две нови автоматски Twitter профили RuOligarch Jets и Putin Jet. Овие профили во живо го пренесуваат движењето на приватните авиони на некои од најбогатите руси. Дел од авионите кои Свини ги следи припаѓаат на собственикот на фудбалскиот клуб Челси Роман Абрамович, бизнисменот Алишер Усманов, како и собственик на руската компанија Новатек за производство на газ, Леонид Микелсон и други. Због Тисановиот реклами на Инстаграм. Епа шпанските власти соопштија дека планираат да воведат забрана. Инфлуенсирање на социјалните мрежи, телевизиски презентери и спортски звезди да промовираат нездрава храна и пијалаци на деца. Според предлогот кој засега е ставен на јавна дебата, секој што е во позиција која има влијание врз децата ќе има забрана да рекламира храна и пијалаци кои имаат високи содржини на шекер, натриум, сол или масти. Забраната ќе оневозможи појавување во реклами на родители, едукатори, наставници, детски телевизиски звезди, спортисти, уметници, инфлуенсери и луѓе и ликови кои представуваат пример за однесување на малолетниците. Ние сме бај и далеко од Шпанија. Толку за епизодава! Чао! Се гледаме по свирки, изложби, представи и слично. Чекаме да пројде зимава и конечно да си излеземе надвор. А инаку до тогаш може и да се видиме на планетариум, дека ние сме од друга планета. Пред да се одјавиме, знаете дека во МОВ има простор за вашите проблеми. Па така, ако вашата општина има проблеми со управување со отпад или депонија или постои недостаток на велосипедски патеки и алтернативна мобилност, а има загаден воздух, почва и општинска вода, пријавете екопроблем преку страната на МОВ. МОВ ќе ги мапира ваквите екопроблеми, а вие вклучете се и бидете корисни. Бидете корисни, луѓе. Чао! Адио!